30 борачи од 6 клубови од Македонија учествуваа на годинашниот 19-ти поред турнир во борење Андонов Колев. Традиционалната спортска манифестација што се одржува во спомен на поранешните членови на боречкиот клуб Спартак, иако со помалку учесници во споредба со изминатите години, покажа дека се уште има интерес за борењето, кое во моментов во целата држава се соочува со сериозни финансиски и организацијски проблеми. Младите борачи на турнирот во Кочани се надпреваруваа во категориите пионери и кадети, а на крајот титулата најдобар му припадна на домашниот Бојан Клименков, член на Спартак. Признанието најдобар техничар пак го освои Минир Реджепи од Скопска Лирија. Според председателот на боречкиот клуб Спартак, организирањето на турнирот бил доказ за напорите што се прават за да се одржи борењето во Кочани, како еден од најтрофејните спортови. Работиме да го афирмацијата на борењето го вратиме на корените од 80-те години, али мора да признам дека тешко ни е. Кај младите луѓе овој спорт не е толку актуелен како што бил некогаш порано. Се трудиме афирмација преку овие турнири, сакаме да ги повикаме младите, да искористаме оваа прилика, дека клубот работи, сите тренинзи се организираат 3 пати неделно, имаме собствена сала, БК Спартак има собствена сала. Салата во изминатиот период имавме активности околу нейно реновирање, така да ги повикам сите заинтересирани да сповелат. Благодарност до организаторите искажаа и членовите на семејствата на двајцата поранешни борачи на Спартак, во чија чест се одржува меморијалниот турнир. Јас сум благодарна што досега не го заборавија спортот и го одржува тај меморијален турнир, мада, што кажа председателот, е во послаби услови, послабо деца има на борење, али меѓутоа јас како сопруга сум задоволна и благодарна и на председателот, и на организацијата, и на сите учесници кои учествуваат во овој спорт. Ова е прерасна во една традиција која што се надам дека ќе трае во иднина. Значи турнирот како што почна да биде и понатаму така, еве гледаме дека има млади борачи, дека се прават напори од страна на председателот, се ангажираат тренери, некои секции за борење за млади деца. Се надевам дека и тој самиот повикал на апел за сите заинтересирани да дојдат и да тренираат во БК Спартак и полека не може се одеднашно да го кренеме борењето на некое ниво од тоа што е било порано. Со своето присуство на турнирот, поддршка и признание за добрата организација оддадоа и поранешните репрезентативци Владко Соколов, Могамет Ибрагимов и Шабан Трастена, како и представници од раководството на Боречката федерација на Македонија.